Здраво доредовте во четвртата епизода од Македонскиот христијански подкаст. Денешната тема на која ќе зборуваме со Никола е разликата помеѓу религија и вера. Една тема која е доста интересна и баш многу може да се размислува, многу може да се зборува на темата и сакаме така да изложиме некои наши видувања, што значи религија, што значи вера, која е разликата помеѓу двете работи, ако може да се направи разлика секако, и што кажува Светото писмо во врска со верата. Светото писмо се обраќа кон верата, а не кон религијата. Тоа е доста интересно, што ќе го продискутираме и ќе го разјасниме. Како на почеток сакам да прочитам нешто што најдов на интернет, истражувајќи поврзано со темата. Нешто што го најдов на интернет во македонскиот дигитален речник, значи може да се провери. Зборот религија се објаснува како облик на општествена свест преку систем од верувања и сваќања насочени кон толкување на природата и се што е земско, како волја и активност на замислени надприродни сили. Според оваа дефиниција, религијата се дефинира како систем на верувања, според кои ние ја толкуваме природата и земните работи како волја и надприродните работи. Замислени надприродни работи. Така е во дефиницијата во македонскиот дигитален речник. Друго нешто што пронајдов е дефиниција според речникот на Оксфорд јазици. Може да го пребарате така, на англиски напишав што значи религија и тој ми даде одредена дефиниција. Религија е вера и славење на надприродна сила или сили, како Бог или богови, исто може да значи одреден систем на верување и славење, потрага или интерес по нешто со голема посветеност. Презедов и еден цитат, ќе цитирам нешто од вебсајтот religija.mk, каде што пишува: Поимот религија во европските јазици е превземен од латинскиот јазик. Римјаните го извеле зборот религио од глаголот relegere, што значи повторно да се чита, повторно да се размислува, или од религаре, да се приврзе, односно од реелигере, повторно да се земе, да се избере. Овие се малце посложени работи, значи од латинскиот јазик доаѓа зборот религија во европските јазици, значи од глаголот relegere, што значи повторно да се чита, повторно да се размислува, или нешто да се поврзе, да се приврзе. И исто така на сајтот пишува дека религијата е и обид да се објасни потеклото на нешто што не е објасниво на природен начин, како и обид да се свати потеклото и целта на човековиот живот и светот. Она што е интересно и еден така факт кој ме изненади е дека во светот постојат или екзистирале низ текот на историјата до денес повеќе од 100.000 религии. Тоа го најдов во учебникот Религиски системи од професор доктор Душанка Матевска, каде што го пишува тоа. Се извинувам, Душка Матевска. Да, направив. Да, значи повеќе од 100.000 религии постојат до ден денес екзистирале. Некои сигурно веќе не постојат, некои до ден денес постојат. Тоа е еден факт кој така беше изненадување за мене и од една страна си реков, окей, која е вистината, така? Нели ние можеме да креираме, јас и Никола ќе се согласиме за нешто, ќе направиме одреден систем на верување и готово веќе ние сме почнале некоја религија. Но дали тоа е она што е вистинското? Како ние ќе знаеме дека
тоа ние што сме одлучиле да го правиме како религија, како систем на верување, како некои правила што ќе ги воспоставиме, дека тоа е она вистинското и која е целта. Дали има некоја цел тоа или е само така едноставно. Колку да се каже дека имаме некои објаснувања поврзани со работите кои не се објаснили на природен начин, или само тоа е колку да се даде некаков осврт, некакво објаснување, но на крајот тоа не резултира со нешто. Односно, дали си го верувал или не си го верувал, дали си го следил или не си го следил, тоа нема да има некаков резултат. Под резултат подразбирам да ти дај вечен живот. И религијата, според моje некое размислување, не е нешто што може да ти даде вечен живот, туку тоа е на ниво на една филозофија, на некој начин на размислување, некој колекција од некои размислувања, идеи за што е она што постои и како може на некој начин надприродно е да го објасниме или со своји некои зборови да се објасни постоењето на нешто. Па, Никола, што мислиш ти поврзано со религијата пред да преминиме на темата вера? Така некои твои видувања, размислувања, што имаш ти да споделиш? Па искрено, ако не ми кажеш ти, ако не го кажеш овој податок дека општо во историјата на човештвото постоеле повеќе од 100.000 религии, јас немаше да верувам, не знаев. Не прв пат се познам со тој факт дека воопшто повеќе од 100.000 мислења, ако може да се рече, имало за Бог или повеќе богови или некои надприродни сили. Но интересно е тоа што кога ќе видиме во таа дефиниција што ја навија и од двете страни, од македонската, да речам, страна која што ја најди и од Оксфорд, дека можеме да видиме дека пак се тие како пак на главното нешто му е мислење во врска со нешто, значи не е 100% сигурно како што нели досега имаме читано, досега разговарано во досегашните епизоди дека тоа што Исус, односно Библијата што го кажува дека 100% вистина и самиот Исус дека тоа го тврди. Самите религиозни што биле тие што ги измислиле воопшто религиите, религиозни водачи во историјата, не мора да се стотици години назад, туку и сега пораните години што биле некои религиозни водачи, нема да речат, ако биле прашани, не рекле никогаш дека моето јас што го најдов или што го замислив било 100% точно или дека така и сите треба тоа да го веруваат, никој тоа не го рекол, освен Исус. Значи Исус само рекол. Знаеме дека Исус Христос, добро знаеме дека не е религија, не е религиозен човек, туку сам Бог пред се Христос и е таа личност врз која ние пред се ја заснуваме нашата вера. Ама пред да премине на тоа, врска со религијата уште нешто да можеме да видиме дека што повеќе излегуваат, да речам, религии и дебати и мислења во врска со надприродни нешто или нешто што можеме да ги видиме, нешто што како што прачита ти, што сакаме ние, како што сакаме да ги дефинираме, како што сакаме ние да му дајме одговор, да му дајме облик, да му дајме лик на нештото што е надприродно да изгледа, пак доаѓаме до заклучок дека тоа нема крај и конечен одговор не добиваме, туку само можеме, што би рекле, до утре да кажуваме мислења, да кажуваме своји ставови, а вистината со таквите самокажувања на мислење и воведување на така наречени некои правила и некои работи што треба да се постигнат, што треба да се направат за да се достигне до негде, како например, кој што спомна Димитар, вечен живот или однос со Бог или бесмртност да се постигне, тоа никој од религиите, од религиозните водачи до сега во историјата што постоеле не го утврдил, не рекол дека ако ме следите мене ќе имате вечен живот или ќе ви бидат, како например, уште побитни, уште потешко ќе ви бидат простени гревовите. Дека ќе ви е простено ако верувате во мене, ако верувате тоа што
Јас го зедов врзменот на Исус Христос на крстот го зеда, тоа никој до сега знаеме дека во историјата нема нешто такво дело, такво чудо направено да умри за цел човештво. Односно да се застапи за сите да речи јас сум патот, вистината и животот и следете ме мене. Туку сите рекле дека ако сакате во смисла следете ме, можно е до негде да се стигне, можно е до негде да стигнеме, а 100% вистина да придобиеме, никој тоа не го гарантирал, или вечен живот да придобиеме, односно бесмртност, никој тоа не го гарантирал освен Исус. Така да, во врска со тоа, секој треба еден да види, да испита некој начин што е религија, што е вера и да се избере дали сака да го верува она каде што можеш да постигнеш вечен живот, каде што можеш да постигнеш бесмртност со тоа што само што ќе поверуваш во Христос, односно во војна личност, во Бог, или ќе продолжиме пак да си правиме своји идеи за Бог, за надприродните нешта, ете, како што е напишано тука така наречено, или ќе продолжиме да правиме добри дела за некаква цел или некои добри нешто активности за нешто што ние сме го замислиле, што сме дали идеја и така само ќе се тераме без да некој начин знаеме зашто го правиме тоа или на кој му годуваме за тоа што го правиме тоа, дали пред се на самите себе, што знаеме тоа луѓето без разлика на христијани, не христијани или какви да е позадина, што многу знаат да го прават, сакат да го прават, да се истакнат преку религиозни активности, преку добри дела и да речат дека јас сум добар човек и тоа за нив е достигнување, а не како например некој човек што се замисли пример за своите гревови да рече што правам јас со мој грев, што го имам, дека ако разбрал воопшто Господ му дал на некој начин вера да или му го отвори очите да види дека е грешен, тоа според мене е побитно да се рече некој да праша што правиме со мојот грев или што правиме со животот после овој свет, дали има живот после смртта, отколку да правиме своји идеи за наприродното и да правиме дела или како и да. Тоа сепак е моје мислење со искуство да сега што сум го видел. И од двете страни, оти сум бил на некој начин и пред да поверувам во Бог, пред да бидам следбеник на Христос, бев така наречен религиозен, како што кажа во преханата епизода. Си мислев дека за мене лично, дека сум савршен, дека супер сум, дека ако продолжам да барам добри дела, некој ново ниво на совршеност ќе стигнам и тоа на некој начин моја религија, пак и тоа е религија, без разлика за тоа што ме нема на некој начин во историјата, не сум некој религиозен водач или нешто сум направил големо што е запишано во историјата, тоа е факт. Факт е дека тоа е религија, мојата идеја за Бог и мојата идеја за мојата состојба, како е према Бог или надприродните нешта и тоа е тоа што јас би го рекол, би го прокоментирал во врска со тоа. Да, баш добар коментар. Некогаш ние си креираме наши религии и треба да се запрашаме дали тоа што ние го мислиме, што го веруваме, тој систем на верување, дали е во складност со Светото Писмо. И да испитуваме дали нашите верувања се вистински. Бидејќи ако ги изградиме нашите верувања врз песок, како што кажува Библијата, врз песок, ќе заврни дожд, ќе дојде поплава и нашите верувања или куќата ќе пропадне во песокта. Но ако веруваме во Светото Писмо, односно нашиот систем на верување е врз база на Светото Писмо, врз цврст темел, карпа, тогаш какво и било невреме да дојде, колкава поплава, колкав дожд, таа ќе остане. Значи, нашиот систем на верување ќе остане, нема да биде проволтан. Сега ќе преминиме на верата. Што е верата? Една дефиниција за вера во Светото Писмо може да најдеме во посланието до евреите, 11 глава, првиот стих, каде што пишува. Од првиот до третиот ќе прочитам. А верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Зашто преку неа старите добија сведоштво. Преку вера разбираме дека вековите се создадени со Божиото Слово, така што видливото
произлегло од невидливото. Значи, тука во третиот стих, вториот дел од третиот стих, пишува односно видливото, така што видливото произлегло од невидливото. Ние Бог не може да го видиме, но знаеме дека Бог го создаде светот. Преку вера разбираме дека вековите се создадени со Божјото Слово. Значи Бог ги создаде, Бог зборуваше и Бог создаде. Значи верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Во што се надеваме ние? Тоа е добро прашање. Ние, христијаните, се надеваме во Господ Исус Христос. Дека Тој умре на крстот за нашите гревови, беше погребан и воскресна на третиот ден, и ако јас се покаам за моите гревови, ги признам пред Бог и верувам дека Исус ја плати казната за моите гревови, беше погребан, дека воскресна на третиот ден, јас имам прошка на моите гревови и вечен живот. Како што воскресна Исус од мртвите, така ќе воскреснам и јас. Односно, јас нема да воскреснам, туку Исус ќе ме воскресни мене. Тој има силата да ме воскресне. Тој вети дека ќе ме воскресне. Јас самиот од себе не можам да воскреснам. Но затоа верувам 100% дека Исус ќе ме воскресне. Како што тој воскресна, така ќе ме воскресни и мене. Тоа е надежда, дека има вечен живот и дека Бог тоа што го кажува е вистина. Тоа е таа надеж. И убедување за нештата што не се гледаат. Да, јас знам, убеден сум, дека Бог постои, дека Бог е жив, дека Бог слуша. Но, со овие материјални очи јас не можам да го видам. Но, со вера, јас добив сведоштво, односно, знам дека Бог постои. И едно многу интересно прашање што се појавува, нели е дел од системот на верување на сите луѓе, барем еднаш во животот си го запрашале, е тоа кој го создаде светот. Кој го создаде светот е тоа едно прашање барем кој си го поставил секој, така? Да. Атеистите веруваат дека ништо создаде се. Ништо создаде се. И викаат дека тие се држат за науката. Па добро, ајде, математички да гледаме, од ништо не може да стане нешто. Ништото си е ништо. Нула си е нула. Не можеш нула помножија по 100.000 милиони, пак ќе биде нула. Значи ништото е ништо. Не може да биде нешто. И кога некој ги каже јас сум атеист, верувам во науката, добро, тоа го прифаќаш со вера ти. Точно. Тоа е религија или вера ти што го кажуваш, да, ти веруваш во науката, веруваш во нешто што е не докажано, значи ти веруваш дека од ништо настана нешто. Што треба поголема вера од да веруваш дека Бог создаде се. Искрено. Тебе ти треба поголема вера да веруваш дека од ништо, од нула, не е ни нула, ти нулата е нешто, ништо, настана се. Настана морињата, настана копното, настанаат звездите, месечината, сонцето, растенијата, птиците, животните, ние луѓето, воздухот, атмосферата, се што е потребно за живот. Нашите очи се со милиони клетки, милиарди за ние да може да гледаме. И толку ќе увидиш само окото како орган колку е сложено, ќе речиш ти да, ова мораше од ништо да биде, иначе не е возможно Бог да го создаде се. Кој го создаде Бог е прашањето. Но Бог е вечен. Бог не зависи од време, простор и материја. Ние зависиме од време, од простор и од материја.
Бог не зависи од тие работи. Бог ги создаде тие работи, но Бог е безвременски, значи нема почеток и нема крај, не е ограничен од време, не е ограничен од простор. Затоа ние не може да го поставиме некаде Бог во одредено место. И не е ограничен од материја како ние што сме во материја. Тие се трите основи за Бог кој ни ги кажу во Библијата. Во Битие, значи првата книга во Библијата, пишува, значи во првата глава, првиот стих, во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Значи, во почетокот беше Бог и Бог ги создаде небото и земјата. Во Евангелието според Јован, прва глава, од 1 до 3 стих пишува: во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана. Од тоа, од она што постана. Значи, се што е создадено, е создадено преку Божјото Слово, Божјиот збор. Бог зборуваше и создаваше. Тоа нели го прочитавме дека преку Божјото Слово се создадени небото и земјата. Преку Божјото Слово сме создадени и ние, луѓето. Тоа е многу интересно. Се стана преку Него, преку Божјото Слово, и ништо што не стана, без Него ништо не стана, односно се стана преку Него, преку самото Слово. Че се што е видливо е создадено од Бог. И се што не е видливо е создадено од Бог. Духовниот свет. Во Евангелието според Јован исто така, во првата глава, 14 и 15 стих, пишува нешто за тоа кој е Словото. Ќе го прочитам сега 14 и 15 стих. Вика: и Словото стана тело и се всели меѓу нас, полн со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше, зборувајќи: овој е тој за кого реков, оној кој иде по мене, тој е пред мене, бидејќи постоеше порано од мене. Овде пишува за Исус Христос. Исус Христос е Божјото Слово преку кое е создаден светот. Затоа, тука Јован Крстителот, значи 15 стих во првата глава од Евангелие според Јован, вика, сведочел за Исус: ова е тој за кого реков, оној кој иде по мене, тој е пред мене, бидејќи постоеше порано од мене. Божјото Слово е вечно. Исус Христос е вечен. Нема почеток, нема крај. Иако, нели, Исус дојде во тело, зачна девица Марија преку Светиот Дух, иако, ако гледаме телесно гледано, неколку месеци Јован беше повозрасен од Исус. Но, духовно, Исус Христос е Божјото Слово. Тој е вечен. И затоа Јован Крстителот јасно зборува: ова е тој за кого реков, оној кој иде по мене, тој е пред мене, бидејќи постоеше порано од мене. Уште пред Јован да зачни, да речем, во утробата на неговата мајка, Исус постоеше. Че тој е вечен. И пред нас исто. И пред нас секако. Да. Но тој одлучи да дојде во тело и да се насели меѓу нас, кој е полн со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава како единороден од Отецот, од Таткото. Тоа што го прочитавме во посланието до евреите, во 11 глава, нели во 3 стих ни пишува од видливото дека произлегло од невидливото. Че Бог е дух, никој никогаш не го видел, но Исус
ни го објави. Исус вика, кој ме видел мене, го видел таткото. Како на Филип му го кажува тоа? Како викаш ти, покажи ни го таткото. Сега ќе преминиме на едно прашање до Никола, од каде доаѓа верата на христијаните? Да, интересно. Читавме за, пак ќе спомнам за религијата, дека колку ги поминавме фактите, дека има 100.000 и се од секој излегува по нешто. Конкретно мислам, твоето прашање беше за од каде доаѓа верата и би додал на прашањето кој тој што ја прави верата возможна. Да е вера, значи ако без таа личност во која веруваме, односно ние ставаме својата надвеж врз, немаше да биде воопшто вера, немаше воопшто да постои и верата, односно христијанството, и немаше потенцијално постоиме и ние. Врска со тоа сакам малце да прочитам еден стих, односно два, се извинувам, од послание до Галатјаните, прва глава, 10 до 12 стих. Таму вели, дали јас сега ги оверувам луѓето или Бога? Или наставувам да им угодам на луѓето? Ако уште би им угодувал на луѓето, немаше да бидам Христов служител. Зашто ви известувам, браќа, дека Евангелието кое го проповедав не е човечко. Бидејќи ниту јас го примив од човек, ниту го научив, туку преку откровението на Исуса Христа. Значи, јасно одма уште од првиот стих вели дека, односно, прашува, значи, го дава одговорот со прашање дали тоа што го верува апостол Павле, иначе го пишува до Галатјаните, во послание, дали тој бил го уверува луѓето или Бога, значи, тој е одговор во тип на прашање го дава. И вели или наставувам да им угодам на луѓето, значи од каде доаѓа, од каде моето уверување доаѓа, од луѓето доаѓа од Бог, или дали како што спомнавме на почетокот, кога правевме таа споредба мала помеѓу религијата и верата, дали јас се наслонувам кон тоа што некој човек, некој религиозен водач, да речем, го кажал и 100% се држам до него, иако тој самиот рекол дека ако верувате во тоа што јас го кажам или го правам, тој религиозен религиозен водач, не е сигурно не е сигурно дали е вистина тоа што го велам, или не е сигурно дека ќе добиете пример бесмртност, или не е сигурно некој ќе ви се простат гревовите како што Исус Христос на другата страна го гарантира. Треба да се запрашаме дали тоа што го веруваме доаѓа од луѓето или од Бог. Или доаѓа од некој човек, од некој водач религиозен што постигнал нешто, што стекнал некој титула, некој достигнување стигнал, некој чин или некои чинови во животот, или е Христов служител, односно целосно се потпира на Божјото Слово и вели овде во 12 стих дека не го научив, не го примив од човек, апостол Павле. Значи тоа што да нас ни го каже некој во смисла со зборови, значи Господ делувал преку некој човек да ни каже што што го пише во Библијата, дека Исус Христос ги зеде врз него нашите гревови. Што значи тоа да не го објасни со поедноставни зборови, некој човек тоа дошол го направил, тоа си стои, тоа нема да го негираме, не да го зарпираме, но знаеме дека во 12 стих вели дека преку откровението на Исуса Христа, бидејќи пред се тоа евангелието со радосната вест на која што нас ни беше, што ни е кажано сега и што го веруваме тоа, пред тоа на тој што ни го кажал, што ни е кажал таа вест, некој друг требало да му ја каже. И поколение назад требало да биде така кажувано за веста и знаеме дека откровението на Исуса Христа не е од денес, не е нешто од кој што ви реке не е нешто вчерашно или не сум вчерашно, ќе речеме така исто и со
верата во Христос, дека не е нешто ново, туку како што е Бог, Исус Христос, односно Бог вечен, така и неговото слово, неговото евангелие разновести и испланирано уште пред почетокот на светот за нас луѓето. Конкретно за Павле, може да си прочитате, тој кажува дека преку откровение, како што пред да биде Павле беше Савле, нели, како што види светлината, нели, Исус Христос, како што ми сабе во светлина во слава и го праша зашто ме гониш, така и на некој начин, на секој од нас, на духовен начин, така може да ни се појави, не баш како на Павле исто, но тоа што дошол некој што не го кажа, Господ испрати некој што не го кажи Евангелието, пред се немаше да биде Евангелието и немаше да постои Словото ако не беше Бог, ако не беше од Исус Христос, затоа тука самиот Павле вели дека не го примив од човек, ниту го научив, туку преку откровението, че не е нешто што може да се откровението, односно тоа што Господ ни го открива за неговата радосна вест, не е нешто што можеме ние, пример, од книга да го научиме напамет и ако го научиш напамет да го рецитираш, тогаш си спасен, тогаш го имаш Христос во тебе, тоа е нешто што треба да го веруваш, што треба да целосно, иако не го гледаме како што спомнати за верата, што дефиниција, а со подкрепена со библиски стихови, дека е она што треба да го веруваме, иако не го гледаме, односно се подпираме врз Христос и да не да сакаме да му угодуваме на луѓето, бидејќи тоа не прави христови христијани на христови ученици, не прави вистински христијани на верници, туку едноставно, како тука напишано, не прави угодувачи на луѓето. А тоа пак на некој начин со таа, кога ја слушнеме на некој начин таа титула е пак религиозен човек. Ти си религиозен ако целта ние, изборувам целта да му угодиме на луѓето, да сме угодувачи на луѓето, а не на Господ Исус Христос, кој пред се тој не спаси, се даде за нас. И тоа беше, тие стихови сакав во врска со да ги спадам, да го кажам. Да, интересно, Павле кажува дека е откровение од Господ. Значи, тој имаше лично сведоштво и контакт со Исус Христос. Не беше тоа нешто што Павле го мислеше, го размислуваше, ова сега јас вака ќе го напишам, ова вака ќе стане сега некоја религија, овие се некои мои идеи, мои мисли, не. Туку Господ Исус директно му се објави и тој доби директно сведоштво. Значи, тука не станува за човечка мудрост и за човечки зборови. Туку за Божја мудрост и Божји зборови. Следно е, зошто јас да верувам во сето ова? Зошто јас да верувам во Исус Христос? Која е целта? Што би постигнал јас ако верувам? Да. Многу сум слушнал, нели, популарни некои личности кажуваат, јас се согласувам со учењето на Исус, да, јас се согласувам, дека треба да го љубиш ближниот како себе си, дека не треба да му враќаш на злото со зло, дека треба да се молиш за тие што те прогонуваат, да ги благословуваш оние што те проколнуваат. Ако ти удри некој на едниот образ, ти сврти му го и другиот. Јас се согласувам со тоа, да. Дали веруваш? Тука е онај моментот кај што се прекршува верувањето, односно верувањето е тој момент на прекршување. Сега, зошто да ја ставам мојата вера во Исус? Што добивам јас од тоа? Прво Коринтијаните, 15 глава, 14 стих, Павле пишува, а ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна е вашата вера. Многу јасно. Не е сложено, викам. Ако Христос не воскреснал, јас и џабе проповедам. Значи, јас проповедам некои своји идеи, некои своји приказни, некои своји бајки, некои своји измислици,
а вашата вера е празна. Нема воскресение од мртвите. Исто и во 1 Коринтијаните 15:17, значи неколку стиха подолу, пишува: А ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера. Вие сте уште во вашите гревови. Повторно, го напоменува истото. Христос не воскреснал, вашата вера е повторно суетна, празна, а вие сте уште во вашите гревови. Чи немате прошка за гревовите, нема воскресение од мртвите, џабе верувате. Но, Христос воскреснал од мртвите. Вашата вера не е празна. Вашите гревови се простени. Зошто? Си тоа го направи Исус на крстот. Тоа го кажа тој. Дека ги земе гревовите наши на целиот свет врз себе. Дека ќе умре за нив. Ќе биде погребан, дека ќе воскресне на третиот ден. И секој кој верува во него има вечен живот. Тоа го каже и го направи Исус. Да. Многу едноставно. Не е ова некоја религија, не е ова некоја филозофија, туку едноставно. И Павле е реален човек. Му пишува на Коринтијаните. Еве, сега се обраќаме ние до македонците. Ако Христос не воскреснал, тогаш празна е нашата проповед. Напразно снимаме тука подкаст. А празна е вашата вера. Но, Христос воскресна. Христос воскресна од мртвите. Да. Тоа е суштината. Не станува тука разговор за некоја религија. Туку, дали имаме вечен живот или нема? Дали има воскресение од мртвите или нема? Тоа е прашањето. Ако има, тогаш каде да барам вечен живот? Каде да се обратам? Кој може да ми даде вечен живот? Исус Христос. Едноставно. Изворот на животот. Изворот на животот. Светлината на животот. Изворот на животот. Ако може Воскресението е животот. со тоа да се надоврзам со некој стих, Да, секако. тоа што го зборуваше и претходно што ме прашаше си за прашање, сакав да ги прочитам овие стихови, ама прво Галатјаните така ми падна во очи. И исто што читаше ти од Коринтијаните, исто и јас сакам да прочитам од прво послание до Коринтијаните, ама втора глава. Од 4 стих ке читаме до 8. Нека биде кој во 4 вика и моето, значи Павле пак, значи продолжува да речам, се надоврзвам со тоа што Диме го спомна, и моето слово, и мојата проповед не се состоја во убедливи зборови на мудроста, туку во докажување на духот и силата. Та да вашата вера да не биде основана на човечката мудрост, туку на Божјата сила. Па сепак ја говориме мудроста меѓу совршените, на не мудроста на овој свет, ни на владетелите на овој свет, кои пропаѓаат. Тука навестуваме Божјата премудрост во тајна сокриена, која Бог пред сите векови ја предопределил за наша слава, која не ја познал ниеден од владетелите на светов, зашто ако ја беа познале, немаше да го распнат Господа на славата. Тоа ги читаме. Че пак можеме тука да видиме одново Павле ни дава конфирмација дека самиот тој нели големиот апостол Павле, кој и самиот Господ му дал да прави во неговото време и чуда и знаци за Господ, што бил ценет меѓу апостолите, меѓу овоите браќа и во денешно време меѓу, да речем, нашата држава, македонците, како Павле, како апостол, како светец, да речем, е ценет човек. Самиот можеме да видиме дека се понижува пред Божјото слово и вели дека не се состоја неговите зборови од неговата проповед од убедливи зборови на мудрост. Значи не е нешто мудрување, нешто што излегува од него со други зборови, туку вели докажување на духот и силата. Кој е духот? Значи за Божјиот дух зборува тука. Да не за кога ни го кажи тоа, кога го кажи Божјото евангелие, кога ги кажи со такви овие зборови дека тоа што го кажува тој што го проповеда не е човечка мудрост,
За нашата вера, кој го разбереме тоа, да не биде на човечката мудрост заснована. Бидејќи, можеме да видиме дека самиот Павле исто така го потврдува тоа, кој беше Христов служител, ученик беше, апостол, и вели да не биде основана нашата вера на човечка мудрост, односно на религија, туку на Божјата сила. На тоа што може да го направи Господ. На тоа, а Господ може се да направи, тоа го знаме многу добро. Посебно тие што имале искуство, односно што имаат лично со Господ, знаат колку е Господ самојтни, колку е добар и какви чуда има направено, какви прави, и дека се е возможно со Него, и дека тука е Божјата сила кај самиот Бог. Не во нашата мудрост, не во нашата религија, во нешто некој човек, обичен религиозен водач, што го рекол и самиот тој не бил сигурен во тоа што го вели. И вели дека не ја говориме, кога говориме Божјото Евангелие, кога ја кажеме радосна вест дека меѓу совршените, ја говориме на мудроста на совршение кога ја кажеме таа добра вест за Господ, но не мудроста вика на овој свет, ни на владетелите, на водачите на овој свет кои пропаѓаат. Значи пропаѓаат зошто? Бидејќи тие се засноват само на овој свет, се едноставно на некој начин него се пакето религиозни, се со своји мудрости. Значи гледаат дека некои гледаат дека имаат авторитет, некој муќ, слава, пари на таа позиција што имаат и почнуваат да ги гледаат работите со човечка мудрост. Значи, не како што пишува тука, да не ги гледаме на човечка мудрост, да не биде заснована нашата вера на човечка мудрост, на тоа што ние можеме да го постигнеме, на тоа што ние го имаме во наш посед, нашата силата и славата и така натаму, што сепак и тоа што имаме на земјата, сепак таа, да речеме, на некој начин слава и таа моќ што човечеството има, пак доаѓа од Господ. Тоа Господ, преку неговата милост и благодат му е даден луѓето, за и на таков начин да разберат дека тој е добар, да поверуваат и на таков начин во него, дека има Бог пред се, дека тој е добар, дека тој дава, дека само од наша останува дека што треба да направиме е да го следиме тој Бог кој дава за нас и односно дури самиот себе се даде и дури самиот себе се даде за нас. И вика навестуваме Божјата премудрост во тајна сокриена која Бог пред сите векови ја предопределил за наша слава, кој што спомна прекона, значи ја предопределил, значи Господ ја спреми таа слава и го спреми тоа доаѓање на ова земја како во тело, односно човекот Исус Христос преку него и се даде за нас, односно тоа што целото што ја направи, што ја изврши Божјата волја беше планирано пред векови, тука вели, за наша слава, односно за наше спасение. И секој, без разлика, ете тука е спомнато како од еден од владетелите на светот, ете, и тоа, ако гледаме подлабоко тоа, знаеме, можеме да видиме дека тоа важи за сите, не само за владетелите, и секој еден што нема да ја запознае таа тајна на Бог, односно верата во него која води во вечен живот и нормално не само смртта, него туку воскресението. Ако секој човек ако го познал тоа, немаше да го распнатели Господа на славата во тоа време. Сепак, тоа требаше така да биде. Раснувањето беше предскажано, Господ Исус самиот дозволи, но сепак и со други спорови, во друг контекст можеме да видиме дека немаше да го распнат, во смисла немаше тоа против Бог самите луѓе да знаеа што Бог мисли за нешто направи, дека тој се што доаѓа добро доаѓа од Бог и дека тој се даде за нив, се даде човештвото да го разбереа тоа луѓето, тие луѓе што одат против Бог да го разбереа. Нема повеќе тоа против Бог, нема повеќе да на некој начин сегат како умре и воскресен Христос како е жив, нема да гласат за тоа раснување, да гласат за тие, да бидат на страната на тие што сака да го раснат Христос на некој начин. И пак уште еден дел од
Светото писмо тука можеме да прочитаме, да видиме дека Павле со многу добри зборови кажува на луѓето, му се опатува на коринтијаните пред се, ами на тие што го читаат, односно за сите важи што го читаат, дека тоа што Бог го наумил, тоа што е Божја идеја, не е еднакво на човечка идеја, односно на човечка мудрост, туку е вера, не е нешто религија или нешто религиозно, нешто ограничено. Да, тоа беше. Фала. Да, значи мудроста на овој свет. Како да направам повеќе пари, како да станам многу познат помеѓу луѓето, како да ме поздравуваат сите, не знам, како да имам да стекнам мојх па да управувам со голем број на луѓе, да управувам со војска, да не знам. Таа е мудроста на светот, но Божјата мудрост е сосема нешто друго. Нешто различно. Не станува збор за земните работи. Зборува за вечен живот. Зборува за спасение на душата. Зборува за прошка на гревовите. Тоа не е нешто од овој свет. Не се занимава со земни работи. Туку се занимава со духовни работи. Да. Едно нешто од верата во Исус е спасението. Односно, целта на верата е спасението. Да видиме што има напишано апостолот Петар во првата глава. Дали можеш да ни споделиш, Никола? Секако. Во прво Петрово послание од првата глава, од 5 стих, сакам да прочитам конкретно за христијанската надеж и спасението и неговата возвишеност и што кажува Петар за Божјата сила и дека преку вера делува таа Божја сила. Од 5 до 9 можеме да прочитам, таму вели кој Божјата сила ве чува преку верата за спасение подготвено да се открие во последното време. Во ова радувајте се, макар да сте сега за малку наскрбени, ако е потребно во разни искушенија. Та вредноста на вашата вера, која е поскапоцена од пропадливото злато, кое се испитува во оган, да се покаже за пофалба. Слава и чест при откровението на Исуса Христа, кого го љубите иако не сте го виделе, во кого верувате сега иако не го гледате и се радувате со неискажлива и прославена радост. Зашто ја постигнавте целта на својата вера, спасението на душите. Многу добар избор на зборови. Овде морам да кажам дека Павле користи кои Петар се извинувам, ги мешам тие секогаш. Двајцата, фала. Диме? Нормално послание, Петрово послание, јас Павле уште во главата некако неговите зборови уште некако не допре, ама во ред, ама врска. Апостол Петар тука можеме да видиме дека добар избор на зборови прави, кога кажува за Божјата сила, дека таа што ни прави нас не чува, но ние дека треба да веруваме. Бидејќи Господ Исус, неговото спасение, неговата сила, тој што е, односно самиот карактер Исус, не се наметнува на со сила, не ни вели без разлика како ти не веруваш, јас те земам со сила и во моето царство те носам или кај мене да дојдеш ти вели, без да те праша дали сакаш или не. Тука можеме да видиме дека преку верата ние имаме спасение и кога ќе поверуваме во Исус Христос за спасение, тоа ни се открива во последното време со такви зборови опишано. И уште плюс вели на некој начин не кани да се радуваме. Со Петар и вели, иако некогаш да сме, може и ке сме намачени на некој начин, наскрбени, може и да сме во искушенија, но нашата вера, без разлика на тие искушени, на тие
моменти лоши во кои се наоѓаме, тешкоти, тогаш е тој испит на верата. Тогаш е тој, се каже, тогаш ќе искажува вредноста на таа наша вера во што ја поставуваме. Оти ако не е во што спомнат и со што направи споредбата со песокот и со каменот, изградената куќа. Ако не ни е поставена нашата вера, нашиот темел, ако не ни е поставен на камен, односно ако не е на песок, кога ќе дојдат бурните моменти, кога ќе дојдат искушенијата, кога ќе дојдат тешките моменти, одма ќе се руши, односно ние во тоа што го веруваме, ако не е со други спорови Христос, ќе избегаме тоа што го веруваме, нема наместо да одиме кај него кој што пише тука преку вера да се покажи силата Божја и да поминиме низ тој тест на верата, ние ако веруваме, односно ако ставаме нашата надеж во нешто што е минливо, што е ограничено, што е според човечката мудрост, како што зборуваше апостол Павле, а не според тоа што Господ го кажал, Божја идеја, тогаш тоа ќе се распали, ние ќе избегаме, тоа е залудно, тоа што го веруваме, нема да одиме кон него за засолниште, туку напротив ќе бегаме што подалеко од него, ти пред се ние на почеток кога ако не веруваме во Христос, не ја ставаме нашата надеж во него, а во нешто друго ставаме, и тоа е нешто кога ќе дојде таквите моменти испит на вистина на верата, кога ќе пропадне, ние ќе се запрашаме каде е тоа да не подкрепи, каде е тоа да се кажи, да се укаже, да се увери дека во тоа што го веруваме е вистина. Односно, само Исус Христос тоа може да го направи. Само тој може да ни потврди, неговата сила во спасението може да ја потврди. Кога ќе веруваме ние, односно нашата вера нема да биде залудна и нашата надеж, кога ќе ставиме во него нема да биде залудна, бидејќи тој ни ветува за тоа и кога ќе ни вети, Господ Исус тоа го исполнува. Тоа многу добро го знаеме. Во други случаи во Библијата, во други ветувања кои Господ ги имаше за одредени личности, што можете да се ги прочитате самите, а исто така и за самите вас Господ има, самите нас има ветувања, ако што спомнавме пак, ако сакаме доброволно да го следиме, да му го предадеме животот, и знаеме дека Господ е така наречен джентлмен, не влегува во нашите срца со сила, туку ние треба да го примиме, односно да му допуштиме да поверуваме во него, да го признаеме за наш Господар и Спасител. И што побитно овде, во 8 стих вика, кога го љубите Исус, иако не сте го виделе. Значи не сме го виделе и го љубиме. Тоа е тоа што зборуваше, читавме за Павле, кој кажуваше за преку откровението, дека доаѓа Исуса Христа и не преку мудрост, и дека веруваме ние сега, иако не го гледаме. И се радуваме во тоа се неискажлива прославена радост. Значи таа радост со еден христијанин, еден човек кој ја става својата надеж во Исус Христос, кога ќе му се врати на некој начин, тоа се резултат пред се со вечен живот, со прошка на гревовите, а потоа со исполнување, со полнота, со целост во овој земен живот. Човекот нема ништо друго да направи освен да се радува се неискажлива и прославена радост и да го прослави Господ. Бидејќи сваќа исто така дека е постигнува својата цел на својата вера. Гледа дека има спасение неговите души, на својата душа, тој што ја ставил надежта во Христос, односно поверувал во Исус Христос целосно, во тоа што го направи на крстот, и гледа дека му се потврдува таа доверба, таа, да речам, куќа со нашиот живот му е изградена врз камен, темелот му е изградена врз камен, а не врз песок, која песокот може да се дефинира како на некој начин секоја религија, секој мислење, мудрост, секој човечко толкување за Бог или како што читавме надприродните нешта. Тоа е тоа што за жал нема да ни донесе исполнување, прославена радост не искажлива, како што пишува тука, и спасене нашите души. Само Исус Христос тоа го гарантира и само Исус Христос тоа го ветува и го исполнува, како никој друг. И затоа има разлика, како што спомнавме повеќе пати, дека Исус Христос е оној во кој треба да веруваме, да ставиме својата надеж,
не да сме само на некој начин религиозни кон него, религиозни да го направиме добри дела и да мислиме дека треба со тие добри дела не на Бог да му годиме, туку со своето човечко ограничено размислување да му годиме на луѓето и дека тоа е тоа. Толку ограничување, а знаеме дека Господ не е ограничен ни со простор, ни со време, ни со материја, а ние сме тие што пред се осмелуваме да го ограничуваме и да го ограничиме не само со неговите способности, туку и да не спаси нас, да не даде вечен живот, да не извади од тоа што сме односно од гревот, да не избави од самите себе, на некој начин. Тоа би било. Фала, Никола. Спасението е преку вера, а не преку религиозни дела. Тоа си го имам запишано како забелешка. Ова е малце така размрдувачка реченица. Спасението е преку вера, а не преку религиозни дела. Ова го прочитавме и претходниот пат, но еве ќе го прочитаме повторно. Може да ја погледнете емисијата претходната епизода, односно епизодата за спасението во Исус Христос. Ке читам од послание до Ефесијаните, 2 глава, 8 и 9 стих, да видиме дали ова што го кажав, дека спасението е преку вера, а не преку религиозни дела, е така, напишано во Светото писмо. 8 и 9 стих од посланието до Ефесијаните, од 2 глава, вели: Зашто по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не е од вас самите. Тоа е Божи дар. Не е од делата, за да не се фали некој. Тука јасно пишува дека по благодат сме спасени преку верата. Тоа не е од нас самите, тоа е Божи дар. Спасението е Божи дар, кој се прима преку вера. Значи, како поклон што примаме, така примаме спасение преку вера, а верата е Божи дар, кој Господ го дава преку неговата благодат. И овде во 9 стих јасно се напоменува: не од делата, за да не се фали некој. Ќе го прочитам и 10 стих, пошто е поврзано со спасението. Имено негово дело сме, создадени во Христа Исуса, за добри дела кои Бог ги подготвил однапред за да живееме во нив. Значи, ние сме Божјо дело. Спасението е Божјо дело. Преку вера, нели, целта на верата е спасението, како што прочита Никола од посланието од апостолот Петар. Значи, и спасението е Божјо дело и ние го примаме преку вера и Бог ќе го почна и го завршува. Тоа е комплетно 100% Божјо дело. И ние сме негово дело. Да, ние што веруваме во Исус Христос. И сме создадени за добри дела кои Бог ги подготвил напред за да живееме во нив. Значи, преку верата во Исус Христос, ние сме ново создадени луѓе, значи наново родени луѓе, кои ќе кориме во добрите дела кои Бог ги има подготвено и одредено за да живееме во нив. Да, оннапред Бог ги има подготвено и ние само ќе кориме и влегуваме во нив. И со радоста која ни ја дава Исус Христос од тоа спасение кое го направи Тој, кој ни го дава Тој, ние радосно ги извршуваме тие дела. Но не ги извршуваме тие дела за да стигнеме до спасение. Бидејќи тоа го примивме преку Божјата благодат, преку верата во она што Господ го направи на крстот, дека Тој умре за нашите гревови, дека Исус е Спасителот, дека Тој ги зеде врз себе сите наши гревови, умре и воскресна на третиот ден. Тоа е верата, преку вера добиваме спасение. И сега, интересно, има една ситуација во
во Евангелијата, односно нешто што Исус го направи, и тука пак се потенцира верата, па Никола да ни сподели што се случи во таа ситуација кога беше пресудна верата. Во повеќе места од Евангелијата ќе сретниме како луѓето преку вера добиваат и исцеление. Имаше една жена што страдаше од крвотечение и таа имаше вера дека ако се допри до облеката на Исус, ќе се исцели. Само да се допри. Се допри и Исус рече сила излезе од мене и се сврти према жената и кажа твојата вера те спаси. Се извинувам. Твојата вера те спаси. Тоа го кажа Исус. Твојата вера те спаси. Значи нешто што беше клучно. Таа поверува дека јас ако се допрам барем, бидејќи околу Исус имаше многу луѓе, само ако се допрам до облеката на Исус ќе се исцелам. Се допри, се исцели и Исус и кажа твојата вера те спаси. Да. Никола, дали сакаш да ни споделиш за тоа што го пишува во Евангелието според Марко за таа случка? Секако. Да. Секако интересно пред се тоа што може верата пред се да даде вечен живот, верата во Христос да ни обезбеди односно безсмртност и вечно заедништво со Бог, така и може да направи многу чуда дури сме тука на земјата и да ни потврди дека во тоа што го веруваме, односно во личност Исус Христос, во Бог, не е залудно. Дека има резултат, дека не е тоа залудно, дека пак потврда тоа што го зборувавме за градење на куќата, на нашиот живот врз што пак ќе се види дека тој камен, темелниот камен, дека е правилна одлука, што сме одлучили да го изградиме нашиот живот врз. И се сегам да прочитам од конкретно Евангелие според Марко, 9 глава, од 17 до 27 стих. Таа случка ќе ја прочитаме и ќе видиме што на тој човек верата во Христос му донесе, како што спомнатиме за таа жена со крвотечението. Што можете вие да си најдете во Библијата, Светото писмо, си прочитате самите, ако сакате се разбира. Таму вели, а еден од народот му одговори: Учителе, ти го доведов сина си, во кого е нем дух, и го опфаќа, го кутнува, а тој се пени, чкрта со забите и се здрвува. Им реков на твоите ученици да го истераат, но не можеа. А тој одговори и рече: О неверен роде, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го при мене. И му го доведаа. А штом духот го виде, веднаш го стресе, и тој падна на земја, се тркалаше и се пенеше. Тогаш го праша татка му колку време има од кога му се случува ова. А тој рече детството. А често го фрла во оган и во вода за да го погуби. Но ако можеш нешто, смилувај ни се и помогни ни. Исус пак му рече: Ако можеш нешто, се е можно на оној кој верува. Таткото на детето веднаш извика и рече: Верувам, помогни му на моето неверие. А Исус, што виде дека придојдува народ, му се закани на чистиот дух и му рече: Нем и глув душе, јас ти заповедам, излези од него и повеќе не влегувај во него. Извика и го стресе силно детето и излезе. И беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. А Исус го фати за рака, го поткрена и тоа стана. Во овие неколку стихови, 10 стихови, можеме да ја видиме верата на тој татко. Пред се можеме да видиме состојбата на тоа дете дека имаше нем дух, односно зол дух, кој го опфаќа, го кутнува, вели, се пени, тој значи не убави работи, прави, го мачи детето едноставно, и тоа го има од детството, уште од мал го има и е непријатна ситуација за него, за татко му, за фамилијата. Но пред се можеме да видиме верата на таткото уште од првите стихови, вели:
вика учители ти го доведов сина си, во кого е нем дух, значи тој воопшто чим воопшто ако размислиме, ако прочитаме, му го носи на Христос, тој неговиот син, за да го види, за да го исцели, автоматски уште од првите, од вториот стих, технички гледаме дека таткото одма му се покажува верата. На таткото гледа дека е во на некој начин безпомошна ситуација во врска со синот и се вели ето го тој што правил до сега чуда, тој што може да го исцели, синот затоа го доведува воопшто. Значи од тука уште од првиот стих, од вториот стих можеме да ја видиме верата на таткото, односно верата на дело, а и понатаму можеме да ја видиме со устата каде што го исповедува таткото и каде што вели во 24 стих, арнама исто и така многу битен, 20 стих, кој Исус му одговара, кој му вели ако можеш нешто, се е можно на оној кој верува. Значи се е можно. Кој верува што? Во Исус, значи во Бог. Кој верува во Бог, значи се е можно. Спомнавме дека за Господ Исус не е ништо невозможно, односно се е возможно. Ако со нас нешто не е возможно, со нас нешто е проблематично, нешто не можеме да го решиме, нешто не е баш како што треба, кај Исус се е како што треба, се е супер и се е можно на оној кој му верува во него. Затоа, бидејќи нема грешка во Христос, нема никакво можеби или ќе видиме, туку само ќе биди, во смисла на возможност, затоа е мудро да се стави верата во Исус Христос, да се предаде животот кон Исус и да се рече кој е човек, да му рече Исус дека верувам, помогни му на моето неверие. Тоа тој човек го вели и така и ние секој ден треба да му речеме така на Христос, да му кажеме искрено од срце дека веруваме во него, да признаеме дека ние самите не можеме, самиот татко кажуваше, од детството му се дешава тој дух, односно го мачи, тој дух, тој зол дух неговиот син и до сега се што правиле кажува во топла вода, во ладна го ставал, но не успеало и видел дека тоа што му останува е да верува во Христос. Да верува дека ќе му исцели детето, иако прв пат доаѓа, прв пат го гледа. Така треба и ние да направиме. Така треба и ние да ставиме нашата вера како овој татко, што ја стави верата во Исус, не само за да го исцели синот од тој зол дух, туку ние напротив треба да поверуваме во Христос за исцеление на нашиот грев, за исцеление на нашето состојба во кое се наоѓаме пред да поверуваме во Христос. Секој еден, значи пред да поверува во Христос, знаеме дека е како во бунт против Бог. И уште не има разрешена таа ситуација со гревот и сака и одлучил, односно да не верува, а тука овој човек се понизува и вели помогни му на моето неверие. Така треба и ние да бидеме, посебно гледајќи го резултатот на таа вера на тој човекот кога му кажа на Исус, пред се го доведе синот кон него, па после му кажа дека верува дека може да го исцели Исус неговото дете, неговиот син. Исус ја виде таа вера и му заповеда на духот, му рече да не влегува повеќе во него и излезе, рече од него. И после тоа изгледаше детето како мртво, да и Исус го фати, го подкрена и тоа стана. Значи Исус направи тука нешто, направи чудо, нешто што досега за таткото изгледаше невозможно, проба секакви методи, не успеало, а со вера во Исус одма како со зборот на Исус. Што би рекли во два потези, одма го растеретува детето со кое се мачело со тој дух цел негов живот уште од мали ноце. Така да тоа е уште еден аспект за верата. Дека се е можно за оној кој верува во Исус Христос, дека се е можно да постигне, се е можно дури како што Исус Христос ја победи смртта на крстот со тоа што кога умре и воскресна. Ја победи смртта. Така и ние ако веруваме во Христос дека тој како што имаме читано преходно, имаме зборувано дека тој е воскресението и животот и кој верува во него и умре ќе живее. Ако веруваме во тоа, во тие зборови, во тоа ветување на Исус,
дека возможно е, дека и тоа е возможно ако за ние со нашето ограничено размислување невозможен човек да воскресне, невозможно е човек да се врати пак назад, односно да добие безсмртност, кај Бог тоа е возможно. Самиот тој воскресе, самиот тој доби, односно човекот Исус Христос кога беше неземете, самиот тој доби вечен живот, така и секој еден кој верува во него ќе добие. Прашка него родите вечен живот и тоа ќе се претвори од нашето размислување кое е невозможно да се има вечен живот и воскресение од мртвите во преку вера во Господ, во возможно и во сигурно 100% дека тоа ќе се случи. Тоа е тоа што уште неш гледаме, верата го прави во Исус Христос. Ставање на надежта, целосната надеж во Исус, во Господ Исус Христос, тоа е тоа што го прави. Невозможно го прави возможно. Тоа беше тоа што сакам да го споделам. Фала, Никола, за споделувањето. Што стануваме преку вера во Исус Христос, тоа ни е исто така опишано во Јован 1 глава, Евангелие според Јован во 1 глава, 12 и 13 стих, пишува: а на сите кои го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна покот, ни од волја на маж, туку од Бога. Значи Исус стои на вратата и чука. Кој ќе го слушне неговиот глас и отвори, Исус ќе влези во неговиот дом и ќе вечера заедно со него. Значи, примете го Исус, а на сите кои го примија, значи отворете вратата на вашето срце, им даде власт да станат Божји деца. Тоа го пишува во Светото Писмо. На оние кои веруваат во Неговото име. Значи, сите што го примија, отворија натропањето на Исус, им даде Исус власт да се наречат Божји деца. На оние кои веруваат во Неговото име. И кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Значи, преку вера во Исус Христос ние стануваме Божји деца. И сега да дојдеме до заклучокот на самата епизода. Пред се, најбитното е да се чита Светото Писмо. Тоа е заклучокот. Ние ви цитиравме тука од Светото Писмо, исто цитиравме некои извори што ги најдовме на интернет, но достапно е Светото Писмо на скоро сите јазици на што постојат во светот и секој може да си прочита и да истражи дали тоа е навистина така како што пишува. Значи, и преку вера да се обрати кон Бог, и Бог е жив и верен, и кој го бара со вера, Бог ќе му се открие. Секој кој верува дека постои Бог, Бог одговара на молитва. Тоа е вистина. Што можеме да заклучиме? Можеме да заклучиме дека религијата е човечкиот напор, човечкиот обид, човечката потрага по Бог. Своје објаснување за Бог, своје објаснување од каде постои светот, како настана материјата, како настана животот, напорот на човекот да објасни Бог или оние сили кои делуваат во овој свет. Но Бог не е религија, тоа го свативме според овие стихови кои ги споделивме. Тој е жив Бог, тој ја создаде материјата, светот, животот, луѓето, животните, растенијата, сонцето, месечината, денот, ноќта. Значи се стана преку него. Што е верата? Верата ни е личен однос со Бог. Нели,
на крајот прочитавме дека преку вера станавме Божји деца. И ние преку вера со молитва му се обраќаме во разговор на нашиот татко. На Бог, кој е наш татко. Не станува збор за никаква религија, туку станува за чиста, искрена вера. Што продуцира верата, или кој е продуктот на верата? Резултатот. Верата резултира со покаяние, односно зборот кој се користи во Новиот Завет е метаноја, што значи промена на мислењето и насоката на животот. Ако досега сум правил ова и ова и ова, кој е било погрешно, кој е било грев, сега ќе го правам спротивното, односно ќе го правам она што не е грев, ќе го избегнувам гревот, нема да влегувам свесно во грев. Преку вера во Исус Христос ние станавме Божји деца. Сега прашање до гледачите. Прашање до тебе, до кој си зад екранот. Дали ти навистина веруваш дека Исус Христос умре на крстот за твоите гревови? Ги зеде врз себе сите твои гревови. Сите. Сегашни, минати и идни. Дека умре за нив. Беше погребан и дека на третиот ден воскресна. Дали навистина си се покајал или покајала за твоите гревови и го следиш Исус? И Исус е Господарот на твојот живот. Ти не живееш за тебе, туку ти живееш за Исус. Местото во срцето, престолот во срцето, му го имаш предадено на Исус. Не седиш ти, туку седи Исус. Тоа е она што Господ го бара од нас. Едно искрено покаяние, едно искрено признавање на нашите гревови. Барање на неговата прошка. А прошката ја добиваме преку вера во Исус Христос. Тоа е она што може да го заклучиме, дека спасението не е базирано на дела, не може да се заработи, туку тоа е Божји дар. И преку вера ние го примаме тој Божји дар. Никола, што би сакал да им порачаш на нашите гледачи? Иако ова некој начин последното што го читав, јас сами го читав пак, на некој начин ме добри пак сакам да повторам дека со вера се е можно. Тоа е многу битно, барем кај мене во мојот живот, во мојата чекорење со Христос, арно, ама пред да поверуваме значи во Христос, сите си имаме свои прашања, свои неизвестности, свои што ако прашања кои Господ може да ги реши, да ги одговори, а не битните три прашања како што сакав да спомнам преге баш напоследи нешто имаше ти кажано во врска со тоа, сакав јас да се наврзам кои беа преку тоа што го читавме или што ги поминавме стиховите, од каде доаѓаме, каде сум, каде сме и каде одиме. Значи секој ден да според тоа што го читавме, според тоа што Господ не го има откриено, да си го запраша и да го на некој начин да го моли Бог да му одговори. Арно, не само што треба да моли, туку и да види, да има вера дека Господ истински му го одговори тоа, дека или па ако има прашање за тоа што не го потенцираме во нашите епизоди, во нашата емисија, односно верата во Христос, замањето на нашите гревови, Христос на крстот дека тоа го направи, како тоа изошто како може со своите ние да се речеме човечки размислување, како може за мене добриот, за мене совршениот да умре, да Христос да посради, јас да сум еден од тие за кој умре, аз сум добар, сум совршен со своите размислувања, барем така се размислував, може некој ќе се пронајди. Гледајќи го ова и
до вас ке би рекол да моли од Бог да му ги открие тие суштински прашања, ама исто така и да ги бара одговорите во Светото писмо, да ја чита Библијата, која е Божиот збор, и да се основа врз неа и да слуша, односно исто побитно да прима од Бог тоа што Бог има да го каже и да верува дека тоа што Исус Христос го кажува, тоа што тоа што е Исусовото откровение, дека е 100% вистина, дека не е од некој религиозен водач, дека не е нешто човечка мудрост, дека не е нешто ограничено, туку напротив е делувањето на Божјата сила од кога ќе поверуваме во Господ Исус Христос. Тие би биле моите последни зборови за гледачите во оваа епизода. Фала ти, Никола, за споделувањето. Да, ја привршивме оваа епизода. Се надевам дека ви беше на благослов. Се гледаме во наредната епизода. И како што рече Никола, молете од Бог, барајте, читајте во Светото писмо, тоа е Божиот збор и Бог ќе ви помогне да разберете. Ви благодариме уште еднаш. Поздрав, се најдобро. Чао, чао. Чао.